Македонско радио. Radio Makedonija. Radio Makedonija. Глас от татковината. Почитувани радио пријатели, драги наши, добро вечер и добре дојдовте во вечерашната програма Глас од татковината, во надеж дека и ноќва ќе бидеме мост меѓу вас и вашите блиски роднини и пријатели кои во моментов живеат на некое друго место, во некоја друга држава, а таму го оформиле и своето животно гнездо. Вечерва заедно со мене во студиото е веќе пристигнат мојот соговорник, писателот и публицист господин Томе Мешковски Мешко, со кого ќе разговараме за неговото пишувано творештво, особено по последната промоција пред неполн месец, кога ги промовираше своите две многу интересни и провокативни дела, едното за повозрастната публика, а второто за помладата популација. Со господин Мешковски ќе бидеме заедно до полноќ, а потоа до крајот на програмата за македонското народно творештво и публикациите кои ги издава оваа институција, ќе ни зборува професор доктор Катерина Кузмановска од Институтот за фолклор Марко Цепенко под Скопје. За крај, новинарот Иван Глигоровски низ разговор со мене ќе не запознае со судбината на последниот илинденец Ламбе Мојсовски, кој последните денови од животот ги помина во Белград, а за кого тој има објавено и книга. Од студиото на Радио Македонија ве поздравува тон мајстор Славе Аврамовски, во главната режија колегата Тоше Димитровски и јас, уредникот и водител ни содржините, Силвана Петровска. Бидете со нас, по еден музички поздрав го започнуваме разговорот од студиото.
Добар пријател со кого ме врзува детството во преубавата и стара скопска населба, во која заедно расневме и се школувавме многу генерации кои својата почит еден кон друг ја практикуваат до денешен ден и тоа го докажуваме и оваа вечер. Томе Мешковски, долгогодишен член на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев и секогаш позициониран некаде напред во машката испостава. Талентот за литература и драма го негуваше уште во основното образование, иако професијата на крајот го однесе многу блиску до законот. Господине Мешковски, добре дојдовте во програмата Глас од татковината. Како да сме дома, како да сме во Старо Мало, чувствувате се комотно во нашето студио. Добро вечер, Силвана, добро вечер, драги слушатели. Нашата програма, како што ви кажав во почетокот од разговорот, кога се сретнавме, се емитува надвор од нашите граници и особено ја слушаат оние луѓе кои што живеат надвор од својата матична држава, Република Македонија. Ова културно-уметничко друштво Гоце Делчев не случајно го споменав како дел од твојата биографија. Голем дел од својот живот го внесе, го вткаја во ова културно-уметничко друштво, со кое што во тој период, кога членуваше ти и многу други млади луѓе од населбата Автокоманда, патувавте на многу турнеи и имавте многу средби со диаспората. Има ли спомени за кои што има шанса да се пишува понатаму во вашето творештво? Секако дека има. Една од највпечатливите средби со диаспората беше, чинам, 1974 година, кога бевме на една турнеја, на едно патување во Унгарија. И не ги знае все уште така добро приликите, иако имав многу слушано во нашата населба, во нашето мало. Каде што и се формираше тоа Да, културно-уметничко токму друштво. така в 70-та година се формираше друштвото. За прв пат по барање на постарите членови бара да не однесат во едно место кое се викаше Белојанис, се сеќавам како сега, и имаше големи превирања околу тоа управата со ансамблот каде што им бевме во возрастна посета, па имаше и некои луѓе у тоа време од некои безбедносни служби, но сепак на крајот издействува да отидеме таму, не да дадеме концерт, но да се сретнете да го видиме со... местото. Белојанис, после тоа, од тогаш научив, осознав што е Белојанис. Тоа беше едно гето на нашите иселеници, односно и протерани егејци, кои по некоја прилика стигнале во Унгарија и беа гетоизирани во тоа едно село Белојанис, па и името кажуваат дека нешто не е унгарско, дека е нешто сосема друго, и кога ги видовме тие деца нажалени и тие расплакани возрастни луѓе, не знам, чувствата набираат. Се уште се чувствувам. Иако 70-та година е многу далеку, тие контакти, тие комуникации во секој случај имаат оставено голема трага. Мислам дека таа слика нема да заборавам никогаш во животот. Таа највпечатлива средба со луѓе од Би сакала да го почнеме разговорот во врска со она за кој што вечерва и сте поканети овде во моето студио, во врска со последната промоција на вашата книга Операција мрежа и уште една книга за помладата популација И јас така растев. Така чинам дека се вика, да, И јас така растев. Како помина промоцијата и ајде нешто поконкретно за оваа книга Операција мрежа. Јас во најавата кажав дека вие долги години го негувавте фолклорот, македонскиот фолклор, патувавте, имавте комуникација и со диаспората на свој виден начин, меѓутоа реков и дека професијата ве однесе малку поблиску до законот. Како Томе Мешковски стана она што е сега во моментот и што претходеше на сето тоа? Па се почна некако сосема случајно. И пак поврзано со Гоце Делчев. Во една прилика, еден покоен сега, беше секретар на друштвото, Крум Цурев, и ми понуди една работа, вика,
да дојдеш ти во полиција. Малте ми беше чудно, несватливо, но размисли, кога добро размисли, викам, зошто да не? Да. И далечната 79-та Се вработи. се јавив на конкурсот, завршија сите работи и бев примен. И тогаш, со самиот почеток во службата, после првата случка, втората случка, си реков самиот во себе, и овде има многу интересни работи, некогаш тажни, Што треба да некогаш се смешни, запишат. но треба, убаво е ако сето тоа се запиши некогаш, бидејќи тој профил на луѓе одат многу, ајде да Бргу речем, во пензија, порано во така е, пензија, од така е. вообичаено, и може тој период да се исполни со евоцирање на Со случки, пишување, така е, да, во така е. пишана форма, и тоа ми беше идејата, но со тек на време самата работа, самите обврски, напредување во службата и други работи не дозволуваа, односно мене не ми дозволуваа да најдам време за да можам сето тоа да го забележам, да го прибележам, но меморијата се уште добро не служи. Така. И од моментот кога отидов во пензија, одеднаш дојде од еден многу бурен живот во една тишина. И Во едно спокојство, во едно поинакво. спокојство, да, но тоа спокојство требаше да се исполни со нешто. Така. И за тоа да тие работи што се сеќавав, почнав да пишувам некои работи и самото пишување ослободува, Така. психички ослободува. Јас мислам дека тој талент за пишување беше малку потиснат. Бидејќи се сеќавам како генерација, ние заедно нели учевме и во основното училиште Стип Наумов, ти беше и многу активен член на драмската секција и во литературната секција. Пишувањето, убавиот збор, убавиот израз, секојаш ти била особина која што те карактеризираше меѓу нашата генерација и генерацијата пред мене, секако една-две генерации пред мене. И бидејќи не си од оние години кога може да те третираме како вистински пензионер, предпоставувам дека свежата мисла, ете на крајот си го најде своето место да биде напишана во еден измореден роман, предизвикува огромно внимание кај читателската публика. Како да и недостасуваат токму вакви романи, романи кои што зборуваат за криминалот кој што живее околу нас и ние живееме на свој виден начин во тој криминал и сите ние на некој начин сме љубопитни да дознаеме што всушност се случувало токму онаму каде што долго време го имаш минато својот работен век. Инаку во пензија отиде со висока функција, на висока позиција, замени командант на единицата за единицата Алфи. попречување на уличен криминал Алфи. Алфи. Тогаш се викаше така, сега го има сменето името. Сменето е. Да. Но таму последните чинам 5 години од мојот работен век ги помина во таа единица, на местото заменик командант, односно Одговорна функција е тоа одговорен томе. на оперативниот дел. Онаму каде што можеш да се сретнеш најмногу со криминалот и со неправдата и онаму каде што најмногу законот нели се прекршува или се коси со нормалните секојдневни вредности. Токму така улицата, Со улицата така е. затоа што сите случаи од овој општ криминал се случуваат токму на улиците. Ако операција мрежа е роман кој што предизвикува интерес кај публиката која што сака да чита криминални романи и вистински случаи кои што се внесени во овој роман, откаде она паралела за најмладата популација? Желбата да се пишува за најмладите. Желбата да се пишува за најмладите излезе онака, знаеш, од внатре, од мене. Така. Што вика другар ми Владо Аха, Стануевски, така. Поздрав до Владо. секако поздрав до Владо. Види, ако ние те асоциравме за да напишеш случки од нашето детство, вика, што те инициираше, вика, да напишеш, вика, роман, крими роман. Сигурно, викам, вие не. Се пошегував со него. Тоа ми беше за детските книги двете, што се тоа се две книги во континуитет и тоа се случки претежно од мојот живот, од живот на мојот син, од живот на членови од моето семејство, така да кои растеле Така, Александар. во нашето. Тој што израсна нели во како дел од тебе. И тоа е
мотивот за да почнам да пишувам и детски книги. Мислам дека тоа е една многу потешка работа. Тоа имав можност со стручњаци да го анализирам. Со професорката Виолета Пирузе, која сега е во пензија, инаку беше редовен професор на филолошкиот факултет, со која се познавам од поодамна, и во една прилика кога почнував на почетокот, и викам: Виолета, напишав едно 3-4 раскази, викам, и тука се блокирав за дете. Викам: не иде, никако не. И знаејќи за мојата прва книга раскази, Лошиот пат, се насмеам, вика: ти, вика, техничкиот дел од литературата послабо го познаш, затоа што не си завршил, вика, на нашиот факултет да ги научиш основите. Најтешките работи во пишувањето, проза, се вика детската литература, особено најтешка, и расказите. И јас велам: па како може расказите да бидат најтешки? Романот нели е многу потешко да се напише? Не, вика. Замисли, вика, ти што ќе напишеш во еден расказ, тој истиот расказ можеш за тој истиот расказ можеш да напишеш роман. Во романот можеш да идеш напред, назад, лево, десно, горе. Вика, во расказот, вика, не можеш. Во расказот, вика, тоа све треба во 2, 3, 4 странички да го направиш романот во 3-4 страници. Ти си се зафатил, вика, со двете најтешки работи во пишувањето. Тогаш сватив дека навистина е така. А веќе ми беше готова втората книга раскази, Имали назад, и реков: чекај да пробам да видам. Случки имам, уште многу случки имам во главата. Бидејќи на ти ќе се обраќаме еден на друг оваа вечер, ние сме и блиски пријатели, генерацијски, заедно сме раснати и така, и те чувствувам како многу близок пријател. Има ли некаква поврзаност со овој Лош пат и со она Имали назад? Секако дека има. Има поврзаност, континуитет, има сите, и романот има. Операцијата мрежа. Да. Почетокот, Лошиот пат, првата книга раскази, е книга за моите почетоци. Во и искуството кое што ги поврзува повеќе работи. Ги поврзува главниот јунак, ги поврзува жанрот, криминални раскази и роман, ги поврзува главната личност, и во поедини моменти се јавува и одредени други споредни личности се јавуваат во книгите. Так. Со тоа почнав со првиот расказ во првата книга, го посветив на нашата автокоманда, и почнува да главниот јунак во оваа книга е од автокоманда. Може би малце делува непријатно, дека иако идентитетот му е сменет, дека има и такви, имаше многу такви, но овој јунак свати дека тој е лошиот пат и дека треба да застане, да престане, и затоа ова е негова изрека: сите лоши патишта водат во Идризово, и тоа ми беше првата асоциација дека треба книгата да го носи тоа име. Иначе вонатре има полно раскази, мислам 14 раскази дека се, и сите имаат континуитет. Главниот јунак се јавува во неколку случаеви, има уште неколку помлади деца кои исто се инволвирани во крими случки, и кои за среќа, сите имаат среќен крај, додека континуитетот во втората книга. Знаеш што е среќата? Среќата е што токму ти си бил присутен при тие настани, и тие луѓе, како што велиме ние, тие деца со кои што растевме ние, беа дел од таа населба по која што живеевме, меѓутоа секој од нив го најде добриот пат. Јас се предлагам да слушнеме малку музика, дока и 23 часот. Ајде музика. В тугина
Уживаме заедно во друштво со мојот драг пријател, инаку можам да го најавам слободно како човек со кој поминав и јас дел од моето детство, Томе Мешковски Мешко, инаку човек кој што последните години од животот, барем овие, ги посветува на пишуваниот збор, на пишуваните дела кои што, сведочат за неговата работа. Рековме дека ќе почнеме да зборуваме Томе за првата книга Лошиот пат. Кажа дека во нејзе станува збор за неколку раскази, за една личност која потекнува токму од нашата средина, некаде со нас, растеше на свој виден начин, меѓутоа се соочи со законот, слободно може да се каже. Затоа реков дека ти беше од спротивната страна на законот. Колку овие средби, овие случаи побудуваа кај тебе самокритичност? Што ги правеше таа генерација деца кои што растеа во таа населба да отидат на спротивната страна на законот? Кое време беше тоа? Како може да го окарактеризираме тоа време? Мислам дека тоа беше оној најлошиот период, крајот на 60-тите години, кога во автокоманда се случија неколку лоши случаи, повеќе групни затварања на млади луѓе, и период кога е пресвртницата во автокоманда, односно кога се формираше карате клубот Металург, и веднаш потоа културно-уметничкото друштво Гоце Делчев, кое собра еден голем број на млада популација, и дури имаше некое ривалство во позитивна смисла, што е подобро да си каратист или игрорец. Да, и се најде модус да се усмери таа младина, која што растеше. Токму така, Силвана, и мислам дека тие две работи беа најголемата пресвртница во автокоманда. Да не помине младата популација од другата страна на законот или на улицата, како што јас милувам да пишувам во моите книги, од другата страна на улицата, да не поминуваат. Имаше ли чувство дека со тебе се чувствуваат покомотно токму таа генерација луѓе со кои што заедно растепе? Дали им се наоѓаше, како велат старите, во одредени ситуации кога им е потребна помош од спротивната страна на законот, од страната на законот фактички? Ние уствари припаѓаме на една генерација кај што улицата не поврзувала на повеќе начини. На повеќе начини, така. И тоа дружење, поврзување и подосна во животот се рефлектираше и во времето на моето работење. Во однос на криминалот и тие работи, можел Советот давно да им помогне, но ако веќе завлезе во некои такви работи, тогаш професионалното секој си... Да, професијата била секогаш, затоа што тоа бил мој основен извор за екзистенција, додека за некои поситни оттаки услуги, претежно услуги, секогаш сум се наоѓал и денеска, се уште каде што можам да ги искористам моите позиции и врски, секако дека помагам. Так. Но од она, пак ќе се навратам, од она наше старо дружење и тоа. Так. Има ли крај тој лош пат? Па, втората книга е следното прашање. Има ли назад? Назад на лошиот пат? Има ли назад од лошиот? Доброто? Има ли назад од лошиот пат? Ете така. Има, секако дека има, но многу тешко. Многу тешко. Многу тешко. Многу мина што отишле по тој пат или се допрофесионализирале и се навраќале ги повторувале делата. А има и такви како мојот юнак, кој така, юнакот во книгата згазна еднаш преку црвената линија и после 4 години превоспитување на ќошето кај бандерата држеше предавање дека сите лоши патишта водат во Идризово и беше главниот учител за усмерување и на помладост. И уличен херој. Да, секако. На таа генерација. Да. И ги превоспитуваше наредните генерации, следните генерации дека да не тргнуваат по тој пат, затоа што тој пат е навистина лошиот пат. Лошиот пат. Тежок пат. Тежок пат, да. Последната промоција чинам дека беше на 17 април, кога беше промовирана книгата Операција Мреша.
Од овие патишта, од лошиот пат, од патот за кој што се прашуваме дали има назад, доаѓаме до романот Операција мрежа. Операција мрежа вели вака на задната страница: ако тргнеш по лошиот пат, не прашувај има ли назад. Биди сигурен дека ќе завршиш во полициската мрежа. Сите лоши патишта водат кон казнено-поправниот дом Идрисово. Па мислам дека со оваа реченица што ја напишав на крајот. на корицата, На корицата, од да. мојот прв роман, Да. кажува се. Така, така. Зошто Операција мрежа го нарекуваш роман кој што има своја целина? Обработи ли некој дел од некој расказ, го прошири ли некој расказ, или ова е сосема нешто ново? Ова е сосема нешто друго и сосема нешто ново. Операција мрежа се е случките во Операција мрежа се вистините случки и истрагата започнува од една, ајде да не речеме, од една обична кражба и се следи трагата лево, десно, напред, назад и на крајот завршува разоткривање на дејноста на една голема банда, републичка банда, која е Организирана мафија. организирана, да, организирана. Ние секојдневно Ние со викаме тој израз мафија се- кај нас терминот се уште само Так. постои во филмовите. Немаме ние таква мафија, бар според моите сознанија до сега, но има организирани банди, групи. Така. И таа група се разоткрива на еден сосема спонтан начин. Романот е многу интересен од многу Од кој работи. тип криминал? Стопански криминал, уличен криминал? Во романот, усвари всушност во сите книги е општиот криминал, класичниот криминал, како што милуваме да го кажеме ние. Од кражбите во станови, тешките кражби во станови, од одземање на моторни возила, тоа е во почетокот, но овдека веќе има нешто пософтифицирано, има веќе како се разоткрива бандата за трговија со дрога, има и убиства, трговија со оружје, така да има Сериозни теми се сериозни во секој теми и случај. завршува на крајот со расветлување на сето тоа. На случајот. Расветлување кое што многу тешко, нели, до кое што многу тешко и со многу труд се доаѓа. Предпоставувам Во секој дека случај. затоа и е наречена Операција мрежа, бидејќи тоа значи еден процес кој што, нели, на крајот со една светлина ја осветлува цела таа состојба. Значи, сите твои книги завршуваат на некој начин со среќен крај. Среќен крај значи многу. Во случајов среќен крај, но не за сите. Не за сите. За поединци не е среќен крајот, бидејќи завршуваат на Онаму крајот каде од што- лошиот пат. Онаму каде што кажуваше човекот од автокоманда, нели? Да, токму дека така. сите патишта но водат натаму. сите овие мои негативни јунаци во романот се повеќе скатни повратници, така да. Како изгледаше промоцијата? Јас за жал немав можност, јас бев тука, дежурна бев баш таа вечер. Овде не ми беше згодно да по телефон сето ова го разговараме, да го скратиме, нели? Вака е поубаво да се видиме и да направиме разговор. Како помина промоцијата, кои беа промотори, кои беа присутни, кои луѓе ти дадоа помош за да ги отпечатиш овие книги? Дали со нечија помош или само со сопствениот джеп Томе Мешковски успеа да ги отпечати овие книги? За романот конкретно ми помогна имењакот мој, собственикот на издавачката куќа Топер, Томе. Спонзорираше дел од двете Во книги колку зборувам. примероци се Романот печатат? е издаден во 300, а книгата И јас така растев е во 150 примероци. 150. Ми помогна Томе за двете, со дел, другото со самофинансирање. Инаку да почнам поред кориците ги направи Ѓорги Пејковски. Тоа е едно младо момче. Интересна, многу убав дизајн, многу привлечен дизајн имаат сите книги кои што се тука пред мене. За жал, нашата слушателска публика нема можност да го види тоа, меѓутоа многу убаво графички обмислени. На романот Операција мрежа, има на некој начин направена еден графикон каде што
е назначен помошникот, шефот, рекетарот, братот, шоферот и десната рака. Но во главниот криминалот. е А во главниот е прашалник. по знак прашалник. И не откриен. Затоа ќе го откријат, читателите може да го откријат кога ќе го прочитат роман. Романот и ќе им стане јасно за кого станува збор. Да. Нема тајни, нема криење, Не, иако не. идентитетот е заскриен зад некои други имиња. Да. Имињата се променети, меѓутоа ние сме се уште нели живи, па ги следиме овие работи на своевиден начин и точно ќе знаеме за кого ќе За кого станува за збор. кого станува збор и за кого Томе Мешковски пишуваше. Кој беше промотор? Кој ги прочита овие книги пред да ги промовираш? Па ги прочита прво рецензентот Павлина Пејковска, која направи според мене Солидна одлична работа. рецензија. Тоа е мајка на Ѓорги кој ги правеше кориците. Промотор беше Ружа Спасовска. Таа е делови. поетеса, чинам дека за неја имам слушнато дека пишува изборедна поезија, во догледно време имам план да ја повикам да биде гостин овде во студиото, бидејќи поезијата, прозата и убавата македонска песна во ноќно време секоја се инспирација за уметниците. Однапред да ти кажам дека нема да погрешиш. Сигурно дека Ружа е нема да прекрасна личност, поетеса која има Да. свој специфичен стил и ќе знаеш со кого ќе се пронајдеме Да, себе си. Да, кога ќе ја повикаш Ќе во биде емисија. интересна. Секако. Во секое време е добре дојдена и таа и ти секако со ова што зад себе го имаш како твој капитал, како нешто кое што го работиш многу вредно и со децении наназад, тоа е едно искуство кое што го носиш и го имаш пренесено во книгите. Па да продолжиме со промоцијата, беше во МКЦ, точно на 17 како што напомена, и помина во една многу пријатна, Комотна атмосфера. комотна атмосфера. Тоа можеше да се забележи од посетителите, затоа што сите цело време беше задржано нивното внимание, имаше една музичка точка, имаше читање по еден расказ или по еден дел од ова и беше тоа се така спакувано како што го осмисли Ружа и сите што беа присутни беа Задоволни. презадоволни од Мене ми е жал што не може навистина да дојдам. Дали тогаш беше промовирана и оваа книга која што е наменета за помладата генерација и јас така растев. Како изгледаат, како звучат овие раскази за деца? Ќе бидат ли интересно четиво за родителите? Или пак само за децата? Ќе бидат ли интересни за еден родител да прочита дел од овие раскази на своето дете? Секако дека ќе биде затоа што моите книги за деца се лектира за деца и прирачник за возрастни, мајки, татковци, дедовци и баби. Има многу интересни случки, тоа се случки од како што ти кажав, од мојот живот, од моето детство, од детството на моето дете, од детството на мојата баба и така да има случки кои се интересни, многу се интересни, но се поврзани, двете детски книги се поврзани. Првата, Сладките маки на дедо Стојан, раскажува дедото и внукот. Тука во првата внучето е негде околу 5 години, 6 години, а веќе во следната внучето е малце интересна литература за нашите во диаспората. Особено генерациите по возрасти на своите внучиња на македонски јазик да му прочитаат дел од овие раскази секако е придобивка. Токму така, ќе ти кажам дека овие две книгички највеќе ги купуваат луѓе кои од тука носат книги во диаспората. Да, сигурно. И книгите се продаваат највеќе летно време, летото се продаваат овие книгички неверојатно. Така е. И нешто друго се случи на овој саем последниот. Да, ти учествуваш редовно на саемот на книгата. Бев на еден штанд со Александар Алексов, исто млад писател, кој има исто така 7-8 книги негови и ме изненади овој саем што се продадува од токму од овие детски книги во голем број. Најмногу, така. Да. Што да ти кажам наискрено ме изненади. Неочекувано. Неочекувано. Сосема неочекувано. Па затоа велам дека ние не сме навикнати крими романи да имаме многу. Во Македонија како да недостасува тој жанр најмалку го има. Па овака сега. Јас можеби не знам многу од оваа проблематика како што знае
Венко Андоновски, Андоновски, кој е рецензент на мојата прва книга и кажува дека со оваа проблематика пишувана работа кај нас е многу малку, Многу да не малку речам пишувано, и никако, навистина, да. нема ништо, а неговото кажување го потврдува и рецензентот на мојата втора книга, Јордан Плевнеш. Така. Одлични рецензенти, познати писатели, творци, кои што сигурно кога ги прочитале овие твои книги за да напишат рецензија, имале што да прочитаат, па и вака убаво се изразуваат. Кога ја прочита мојата прва книга Плевнеш, рече, слушни, ова ми се допаѓа многу, јас реков, мојата втора книга веќе е готова. Која проблематика, што содржина, викам исто како првата, континуитет. Ама вика, јас ќе напишам рецензија за тоа. Викам, ќе ми биде особена чест Сигурно. и на вистина. Но рецензијата е исто прекрасна и се водам по неизе, и по првата, и по Тоа втората. е обврска. Затоа што на тоа свој се виден начин. двајца луѓе од низата, луѓе од плејадата, луѓе кои многу ми Јас помогна. се скоро врвот, можам да кажам слободно. Првите часови, ќе Да. повторам, не е срамота да кажеш дека си учел од врвен професор, Сигурно. од Венко. Така е. И- Така е. Првите работи што ги напишав, ги прочита тој, и токму тоа, темата на расказите го фасцинираш и вика, ова нема кај нас, овакви работи. Ова се живи работи. Така е. Земи, само, знаеш, ајде дојди ти кај мене во кабинет, вика, и да ти кажам нешто. И почнав она што го учат студентите, што е композиција на реченица, што е композиција на текст, како се пишува, што се пишува. И Си имал од кого да учиш. очигледно Очигледно е. И му сум му Преку ова. многу благодарен Така за е. моите почетоци на професорот. Така. Андоновски. И не се само почетоците, јас верувам дека ова не е се од она што планираш да го дадеш на читателската Секако публика. дека не е се. Веќе почнав со подготовка за печатење на мојот веќе втор роман. Третиот е напишан, но не е среден. И почнав да пишувам... Како да не сакаш да форсираш томе. Не. Сакаш да им дадеш време, простор на публиката да се задоволат од оно што ќе го прочитаат од првиот роман, па да чекаат со нетрпение. Тоа е стратегија. Така. Така вика професорот Андоновски, вика, тоа е стратегија. Немој, вика, да се испукаш и после да немаш муниција. Има, вика, Така. континуитет, се шегувам. Навистина имам уште многу работи кои лежат во мене и сакам се што ќе излезе да излезе онака скоцкано, спакувано како што треба. И работам, ти реков, на вториот мој роман, подготовки за печатење. Напишање, рецензијата е напишана, овие денови, исто еден од моите најголеми советници, Срđan Ивановиќ, новинар во Дневен печат, ми се чини. Да. Исто, пред мене го напиша романот, крими романот, неговиот прв, и до сега единствен, нема друг, вика, имам многу работа, не можам да стигнам. Многу ми помага. И ден денеска околу совети, околу... Па консултација секогаш е потребна. Да, прв Секогаш е консултант потребно. ми е Срđan во однос на Одлично. техниката и не можам да го заборавам Драган Таневски. Драган, да. Драган Таневски во однос на средување на првите книги, првите две книги и првата детска книга. Сите овие имиња се предизвик за слушателската публика да ги купи и да ги најде овие книги низ книжарниците и да ги прочита. Сите книги може да ги најдат во Топер. Во Топер, Книжарницата Топер, сите мои 5 книги, но може и на Купи книга. Така да се порача. Да се порача на сајдот на Купи книга, ги има сите Така. 5 книги, дури има можност и во пакет. Така да се купат. Со некои со попуст секако попуст. во нели за убава литература, значи и за возрастни, за деца ќе им биде задоволство и многу се прикладни како подарок. Во секој случај, на оние луѓе на кои што пишуваниот збор им значи нешто, сигурно дека ќе им биде драг подарок ако ова се купи како комплет и секако сите оние имиња кои што стојат зад тебе, како твоја подкрепа во пишувањето, се гаранција дека
Ова се квалитетни дела. Секако. Дека се квалитетни дела. Затоа побрзај со другите романи. Немој да чекаш Секако. многу време. Не престанав тука, но освен овие два смера напишување за деца и крими романи, започнав со подготовка, односно веќе и почнав со пишување на една монографија. Тоа ќе го зборуваме по музичката пауза. Сакам крајот на овој наш разговор да се навратиме малку во детството, да се навратиме на многу имиња кои што потекнуваат од таа населба, а кои што многу значат во денешното општество, меѓу нив секако дека си и ти. Сега ќе паузираме малку за да не ги споиме заедно. Пишување монографија е исто така многу одговорна работа, многу комплексна работа и затоа ќе одвоиме поише. Но мислам дека немаше да го заокружиме нашиот разговор ако не ја начневме. Ако не ја најавевме монографијата. Ако не ја најавевме Ајде тема, музика токму па така. ќе завршиме потоа.
Radio Македонија. Глас од татковината. И во ова меѓувреме, почитувани слушатели на програмата Глас од татковината, јас ги добив на едно огромно мое задоволство книгите од мојот вечерашен гостин Томе Мешковски Мешко. Ветувам дека со задоволство ќе ги прочитам, сигурно дека ќе ме вратат назад многу во времето, меѓутоа, како велат, и минатото некогаш е убаво, не секогаш е иднината онаа која што ветува многу. Мешко, сега да проговориме токму за оној дел за кој што нели го направивме оној крај и онаа најава од претходниот дел од разговорот, за она што те очекува како автор на монографијата на населбата Автокоманда. Може ли да се каже населба Автокоманда или може да се каже само Автокоманда и се да биде јасно? Како велевме, во град ќе одиме. Токму така, тука сакав јас да го започнам моето кажување. Да. Ако од Ѓорче Петровци вика ќе одиме во Скопје, Да. ние викавме ќе одиме во град. Во град, така е, така е. Идејата дојде сосема случајно. Еден од другарите ме стави во групата на Facebook Автокоманда и седејќи со мојот другар Владо Стануевски, Тутка, Владо Тутка, со да. кого се среќавам, ајде да не речам, еднаш во неделата обавезно на кафе, и му кажав за ова, дека сум член на таа Facebook група, и, има таква група, викам, има, како не. И многу сме А членови како, таму. викам, ајде вечер, викам, ќе те приклучам, и негова беше идејата, уствари, вика, бе, ти пишуваш. Викам, бе, кога имам време. Ама, види, ето ова, бе, вика, има многу интересни работи. Се сеќаш за тоа, се сеќаш за ова, се сеќавам, викам, само треба да се седни и да се напише. Многу Викам, зашто спомени. ти не седнеш да напишеш? Вика, бе, јас можам да го издиграм, а не можам да го напишам. Така е, Добро, викам, вред. Тој е познат и етнокореолог, човек кој што има дадено, се има вткаено со повеќе фолклорни дела, ќе ги наречам слободно, во многу ансамбли, како што е националниот ансамбл Танец. Тој долги години работеше во Танец. И почна, почетоците му беа во Стив Наумов, па цела генерација во Кут Гоце Делчев, Така е. па он и тој и неколку И неколку мина отидоа во од Танец. таа генерација наша отидоа во Танец Да. и пензии, Дочека од таму. и пензии, но работеа и во повеќе културно-метнички друштва. Владо, например, работеше во Мирка Гинова, во Владота се во уште едно друштво. Во многу скопски... Зограф, во така, Зограф, во да. Зограф И друштвото. него, мислам, остави трага, Сигурно. која сигурно е запишана со златни букви во историјата на Сигурно, сигурно. Етнокореологија сега и се студира на факултетот во Штип. Не знам колку овие наши фолклористи од културно-уметничкото друштво Гоце Делчев се поканети, а би требало да бидат поканети на тие предавања, бидејќи тие најубаво ја познаваат таа кореографија на многу народни танци од разни делови на Македонија. Силвана, мислам, ако завршиш факултети и да имаш познавање е едно, а ако научиш Праксата е најбитна. од пракса, тоа е веќе нешто сосема друго. И, секако добро е да се има и едното и другото, и праксата Така е, и училишното знаење, така да. Како велат, показните вежби се најважни. Да, Така. така. И сега како ја имаш замислено таа монографија за Автокоманда, што се ќе содржи? Дали веќе имаш направено една шема по која што ќе ги работиш сите тие работи? Прво не знаев дали уопште ќе тргне работата и во еден разговор со Владо викам, слушни, ај ти вечер тој усвари рече ќе напишам, вика, една тема да отвориме. Викам, тоа е многу убава работа, ќе ги земеме голубарите во Автокоманда. Во Автокоманда, да. И така почна спонтано да видиме, викам, каков Одек ќе има. На јадицата од рибарите се фатија многу риби. Така е. Многу луѓе почна да пишуваат своји коментари, сеќавања. Да, и тој беше голубар. А тој имаше таму ќумес и тие некои такви работи. Поидиња. И кога видов дека има доста заинтересирани луѓе кои се со добра меморија и сеќавања за одредени случаи, за одредени настани, си реков, имав тука место да се собере материјал. Направив концепт еден, редослед на пишување.
пронајдов, не можам да кажам дека најдов, него затоа што тие луѓе ги познавам. Драган, моја генерација, човек кој има страшно јака меморија за одредени работи. През името не можам помнам. Во моментот така. Има една господја која е одамна оцелена во Шведска. На незе не се сеќавам многу, бидејќи е неколку генерации повозрастна од мене и одамна се има оцелено, но на Фејсбук ја запознав. Има малку помлади кои исто добро. Веројатно родителите им пренеле добро. Да. Нели Денеска спомени. имав уште една проба. Ствари, всушност не беше тоа проба. Еден од другарите пред некое време ја постираше сликата на Мик. За И фудбалскиот клубот. клуб. Во кој што членуваше еден мој доскорешен колега во пензија е заминат, Љубиша Николич. Да. Стари, како што си го нарекуваме, колега на Славе Абрамовски од спротивната страна. Љубиша беше легенда. Така е. Еден од И легендите. невеста зема од автокоманда. Добро. Маре невестата на Љубиша од автокоманда, да. И идејата ми беше да видам, на фотографијата немаше имени и презиме. Јас познавав, ајде да не претерам, можеби 6-7 од Од фудбалерите. Тие ги познавав по фотографија, но викам, се сеќава ли некој? Па половина час беше многу. Веќе сите, излегоа Имињата. пореден број имињата на сите, што Браво. значи дека Дека има интерес. Ете веќе ќе има Податок. и еден Така. дел за таа фотографија, за За историјатот, планираш ли еден одреден дел да се посвети на историјатот, зашто многу копија ќе наречам слободно дека се крша, од кога постои таа населба, што било на тоа место пред да стане населба и така. Тоа е всушност и почетокот. Како и Така. секоја монографија мора да Да. има основата од каде почнува и до кога ќе биде, до кој период се зема. Треба да почне од почетокот. По моите сознанија. Кој период е тоа, Томе? Па тој период е негдека, касарната е правена автокоманда по која го добила името 18-та година негдека, 19-та после Првата светска војна. И од гробиштата, војните гробишта од Таму Првата биле светска војните војна. гробишта. Тука се англиските исто гробишта, Така. двете цркви, од која Така. едната падна од земјотресот. Едната ја до срушија. Најдов Така. одлична литература за основното училиште, односно и за предучилишната возраст. Една многу малецка книгичка, но ако ти кажам дека 1942 година е основано првото училиште во автокоманда, нема да ти се верува. Така, пред ослободувањето. Да, и дека 48 година е направено првото мало училиште, а негдека 59-та веќе е оној големиот дел и после има уште една третата фаза е оној задниот, најновиот дел, односно 65-та е правена физкултурната сала. Така. Најдов податоци Така, многу, одлично, многу добри. супер. Па планирам да има тука меѓу другото легендите на автокоманда. За мене беше откровение кога влегов на таа Facebook страница во која што со задоволство се зачленив и сретнав имиња и личности со кои што на некој начин и комуницираме веќе извесен период, дека оние лачни градби кои што се наоѓаат во моментот карши На јужната сегашниот страна. градски сообраќај, Да. дека тоа биле влез во гробиштата Да, воени. тој бил главниот влез во гробиштата и во продолжение негдека помеѓу, оградата на училиштето, Добро. се сеќаваш, Да. беше тука втората црква, односно таа, најверојатно таа била Кај Свети пекарата. Ѓоргија, да. Така, кај пекарата. Свети Ѓоргија се викаше, таа се викала, јас не знаев исто, чепкајки по историјата, Кај фурната. кај фурната, Одма на токму фурната. така. И дека таја била главната црква, но бидејќи се струшила, а другата, онаа сега што е Свети Архангел, Свети Архангел Михаел, да. Михаел, беше сосема помалку оштетена, таа ја реновира, а ова е од кои причини се струши. Така Сега се многу сруши. мина не знаа дека тука имаше Дека уште на една тоа црква место. и дека сето тоа било гробиште. И тоа фамозно домче во кое што одевме во кино, каде што се одржува првите настапи на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев. Публика имаше многу, се Тоа исто така ќе скандираше. биде офатено во една точка, Така. затоа што тоа беше
Го културниот срушија ли центар. тој дел? Домчето Тоа е Чинандипе све го срушија. срушено и изграден е сега еден нов објект во кој има повеќе содржини. Не сум дојден во обработка се уште на тој дел, но планирам да го обработам новиот објект што се има во тој објект. Драги Секуловски Токму така, Драги Секуловски ги следи тие работи, Драги Секуловски. Па Драги живее тука негдека, ајде Така да е. не речам позади домчето. Така, јас и неговата мајка ја познавам, баба Крстана, а Бог да ја прости, ке речам слободно. Ние сме сепак, иако пред мене неколку генерации, Моја ние генерација, комунициравме така. не моја генерација, но исто се гледаме од време на време кога одам во автокоманда и евоцираме спомени што беше тогаш кај беше, инаку сме генерација школска. Освен оној стар историски дел за автокоманда, што уште ќе биде набележано? Дали ќе биде набележана, например, податоци за првите семејства кои што живееле во автокоманда? Дали ќе бидат набележани оние луѓе кои што израснаа во автокоманда, а во моментов значат многу за македонското општество? Од Се ќе автокоманда биде- се има ќе биде опфатено. многу луѓе кои што, еве, имавме некогашен директор на клиничкиот центар, Борче Георгиевски, доктор Борче Георгиевски, професорот. Имаше излегува многу јаки деца, ќе кажам. Така, да, И многу видни граѓани во нашето општество. така. Монографијата ќе опфаќа се. Кога велам се, нема да се задржувам на нешто посебно, ќе има описи, но ќе бидат помнати многу работи, затоа што тоа е и целта на монографијата, не да се пишува за еден Томе или за една Силвана. Не, се пишува обично по монографии, бидејќи јас сум имала комуникација со луѓе кои што позготвувале. бидат спомнати и ќе се по неколку реченици. Семејства, значи, семејства во тој дел кои што живееле по презимиња. Семејства во тој дел се уште немаме најдено ништо конкретно, немам најдено јас. Всушност треба да постои веќе само едно семејство од тој дел, една стара куќа која е задржана уште, Така. тука негдека во близината на тој, како се вика, тој бетонскиот влез. Бетонскиот столб, столбовите три. Познавам луѓе од таа фамилија, но треба да се се седне и да се разговара. Да се седне и да се разговара, иако тие се сега многу помлади луѓе, но си како се сеќаваат откажувањата на нивните родители, на нивните дедовци и баби, што од кога и како е. Интересен објект е тука тој Бабчорски двор што го викаат. Бабчорскиот Околу двор, тоа почнувам да собирам некои податоци. Почетокот на градбата на автокоманда започнува почетокот 48 година официјално со ударничка градба на ниските згради на американското село. Америчко село. Така, америчко село. Да. Тоа почнува негдека 48, веќе следната 49 почнуваат двоспратните згради што се на сегашната Лазар Поп Трајков лево и десно, па све до надвозникот на другата страна кај старото игралиште на МИК. Да. И потоа почнуваат веќе од 58, 57, 58 егејските згради да се градат. Така да имам визија, се сеќавам на многу работи. Па е веќе 38, 2018, на вистина 70 години. Без малку еден век. Некако ти се совпаѓа со овој јубилеј кој што во јули месец ќе биде одбележан, 7 децении од бегалската криза, од екзодусот на децата бегалци и петата светска средба. Еве како идеја, можеш да се приклучиш и кон тоа ако успеш, иако не верувам дека до јули месец толку многу не може да податоци биде ќе тоа направиш. напишано до јули, затоа што имам некои делови напишано, каде што дојдов до добри податоци, тоа го напишав многу полесно, побрзо, но концептот е многу Можеш со некој расказ, например, да настапиш, затоа што тоа е замислено да биде една средба на која што ќе се евоцираат спомени. Па минатата недела овде во студиото беше директорот на Агенцијата за иселеништво. Агенцијата се појавува на својвиден начин како логистика на таа средба. Па може тука некаде, значи, да се пронајде дел или некој расказ од таа монографија која што е замислена расказ да ја не знам направиш. дали ќе
дали ќе дојде во предвид во овој дел, но немам тоа сега за сега Таа скопска планирано. населба имаше нели најмногу егејци бегалци. Да, дури сите други кои и сите други кои не беа егејци, беа егејци. Беа егејци, така, егејска населба. Да, од каде си одав тока? Ти егејци? Да. Јас викам за жал не сум, но Така е. беше ефтин уписот, а исписница не се добивало никако. Така е Томе. Така. Се шегувам. Тоа беше дел од нашето живење, од начинот на Кога твориш? Еве, ти си веќе во уметничките води, веќе со законот нели расчисти уште пред една деценија скоро, кога 8-9 заврши со години професионалната таа кариера, се посвети на пишувањето. Пишувањето е еден вид уметност, прозата, поезијата секако дека се дел од таа уметност. И што особено те предизвикува да седнеш и да напишеш нешто, настан, средба, видување со некого, личност некоја која што ете во тој ден ќе се сетиш на неа. Каде ја црпиш инспирацијата? Па пред се реков дека од случките во пракса, од работата, Добро. често пати ми се случува преку ден се среќавам со колеги на кафе, се сеќаш ли за тој и тој настан, за таа и таа случка, со тој и тој, доволно е две реченици Така. и И филмот се враќа. Да го извадам телефонот за да си кажам две-три Так, реченици веднаш. како за потсетник. Да, само да и вечерта, обично ова време почнувам кога завршуваат сите активности, Така. правам планче, што, како, кога и Па така се пишуваат романите. И вториот начин на пишување е кога ќе заспиеш и одеднаш кога ќе се разбудиш. Професорот Венко вика, не си станал за помала нужда, си станал, вика, За те да разбудила идејата. Напиши, вика, две реченици и доволно ти е. Она што го правам јас во дадени моменти, преку ден на диктофонот, од телефонот, седнувам, пишувам. Така. И сега некогаш, знаеш, пак ќе кажам, зависи од моменталната инспирација. Некогаш ми се случува, се разденува надвор, главата ми паѓа, а мислата не можам да ја прекинам и пишувам и станувам, ќе се измијам, пишувам и одеднаш веќе не можам и ќе напишам две реченици за да знам каде да продолжам. Тоа е и пишувањето. А може да ми се случи и една недела, две недели да не напишам ништо. Така. Колку фолклорот е останат во тебе? Многу. Сите другари, сите се играорци, се среќаваме и ден денеска, си се среќаваме, седнуваме на кафе. Во познатото комицко. Да, тоа беше брендот на Гоце Делчев. Да. И ден денеска се сеќавам, тоа беше брендот. Во тоа наше домче доаѓа нашите, ајде да не речем роднини, пријатели, соседи, баби, дедовци, и секогаш кој ќе завршеше концертот, завршуваше со комитска легенда и тогаш сите солзите со насолзени очи. И чувството беше нешто сосема друго. Не знам, играв јас повеќе точки од тоа време, например, од таа програма наша, но посебно било кога се играло тешкото и комитска легенда кога се играше, беше нешто, некој посебно доживување. Иако ќе кажам, можеби, ајде 50-100 пати по 100 пати сум ги играл тие на концерти и повеќе, да не претерам, ако кажам дека и 500 концерти имам играно. Самата вибрација на тапанот те подигнува. Чувствуваш како те подигнува и како се внесуваш во играта и едноставно паѓаш, речам, во транс. Тоа е. Работат дамарите. Да, во секој дамарите случај. работат Тоа е посебно чувство кое може само да се доживее. Така. Јас мислам дека тоа чувство ќе го обновиме повторно во следната прилика, кога очекувам да дојдеш со дел од твоите пријатели и мои исто така некогашни, нели, генерацијски пријатели, со Владо, например, Станоевски, со Чулев, кој што во моментов и работи активно во Националната установа Танец. Ќе ми биде задоволство да седнеме заедно и со Ружа Спасовска, така чинам дека беше името точно на рецензенската. Ќе направиме една
поетска вечер, едно убаво дружење, заедно со неа, и со тебе, секако и со луѓе во кои што се вградија во автокоманда, ја издигнаа оваа населба. Ќе споменеме дека многу други лекари има дадено автокоманда, има сликари, има новинари, има писатели, Има академски од сликари. академски сликари, да. Виолета Силјан има Така. академски... Ацо Станковски, Да, исто да, така од Ацо Станковски. автокоманда. Перо, како му беше презимето, генерација ми е сега. Перо Попчев. Перо Попчев, да. Има многу. Има многу, ќе се подсетиме на сите нив Секако дека ќе Тогаш се кога ќе посетиме и биде- ќе го добијат своето место во монографијата. Така. Затоа што ќе има еден дел за како што ќе бидат легендите и личности кои Кои што живеа и се родија и израснаа во автокоманда. да, и дале свој придонес. И ја во издигнаа општеството. Македонија на свој Во виден секако, начин. секако. Дадоа свој Се дел сложно. за оваа држава, ја изградија оваа држава, како што вие како генерација нели го направивте тоа. Токму така. Така. Почитувани слушатели, со мене од 22 часот и 35 минути до сега, до 5 минути до полноќ, а веќе после полноќ е Спасов ден, како велат, првата книга Првиот чувам роман дека така во започнува. Првиот роман, да. Тоа е Ама првата велат реченица. утре е петок Спасов ден, за вработените така велат. да. Така вработените Токму го така, велат не ве петокот. гледаш, Но утре е коинциденција ли е четврток. или така требало И да биде? вистина е верски празник, нека е за многу години на сите православни верници, секако на сите наши граѓани од муслиманска вероисповед лесен пост им пожелуваме. Денеска нели започна рамазанските пости. Некако празниците ни се преплетуваат како и животот што ни се преплетува. Јас ти благодарам многу на честа што ми ја укажа. Ти благодарам многу за книгите кои што ги добив од тебе како подарок. Навистина ќе имаат посебно место во мојата библиотека, бидејќи, ако не друго, барем од човекот со кој што заедно растевме се дел и неговата мисла ќе биде секогаш блиску до мене. Се надевам дека ова гостување ти мина во убаво расположение, за прв пат си овде во Радио Македонија, но се надевам дека нема да биде и последен пат на наше дружење. Секако дека нема да биде последен пат, ќе има сигурно уште поводи по кои ќе можеме да седнеме и да си поприкажеме за случките, но пред се да ти се заблагодарам за поканата, ова Задоволство ми прекрасна беше. емисија која кога ја слушнав во ведната шпица ме врати многу назад. Во Австралија ја снимаат оваа наша емисија, се реемитува, па може би од оние пријатели со кои што еден период ти си имал можност да се сретнеш, токму вечер Па вас слушнаа. најверојатно може да се ќе се Така, присетат некои. Ќе се присетат на Томе Мешковски. Мешко, некогашен член на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев, некогашен заменик командант на Алфите, човекот од законот, човекот кој што дава голем придонес во пишуваниот збор, убавиот пишуван македонски збор, човекот кој што ги отвора вратите на македонскиот крими роман. Зад него стојат видни имиња кои што му даваат поддршка, а и ние како програма во секој случај ви даваме огромна поддршка и ви пожелуваме најнапред добро здравје, а и чиста мисла за убаво пишување. Многу ти благодарам на убавите зборови. Благодарам. Лека и јас. ноќ. Лека ноќ.